која доаѓа од 400 метри длабочина. Недопрена, чиста, природно газирана вода. Од срцето на Пелистер. Вода од која единствено е одземен природниот јаглероден диоксид. Негазирана вода безпрекорно заштитена од азотната обвивка. Звук кој значи прв контакт со надворешниот свет и околината. Оној добро познат звук. Звукот на Пелистерка. Ленс Армстронг и Мартина Навратилова се само две од многу имиња на списокот на спортисти кои што ја добиле битката со ракот. Тоа само ја потврдува тезата дека оваа најраспространета болест на нашето време не одбира пол, образование, потекло, физичка подготвеност. Може да му се случи секому и во секое време. Кога физичката активност е секојдневна пасија, но и работа, а систематските прегледи рутинска контрола, дијагнозата карцином е она што те поместува од животниот фокус. Ова е приказната на Сашо Даневски, асистент на Воена академија, тренер на маратонци, сопруг на Андријана и татко на Мартин. Во 2012 година, животот на Сашо Даневски се менува од корен. По видливи симптоми на телото, дијагнозата била карцином. Тоа биле години кога живеел професионален сон. Приватно планирал почеток на еден сосема нов живот, со неговата тогашна свршеница, а денес сопруга Андријана. Се што тогаш планирал ставил на пауза. И свесно, тргнал во нова битка. Ако до тогаш многу пати трчал полумаратони, поставувал лични рекорди, бранел национални бои, од тогаш почнува да трча животна маратонска трка – лекувањето. А во оваа трка најважни биле резултатите. Сашо, пред да ја раскажеме приказната која што во многу голема мера те дефинира, во кратки црти, кој е Сашо Даневски? Сашо Даневски е и се, меѓутоа и ништо. Јас работам како асистент по предметот специјално физичко вежбање и спорт на Воената академија во Скопје. Воено сум и кондиционерен и фитнес тренер во Фитнес Челендж, што воено е и мој клуб од 2016 година. Исто така сум кондиционерен тренер и на фудбалските судии во Фудбалска федерација. Меѓутоа најдраго ми е што пред се сум татко и сопруг. Би сакал да кажам и ништо, меѓутоа бидејќи се тоа може да пропадне за многу брзо време, доколку настане некој здравствен дисбаланс. Кога сме кај тој здравствен дисбаланс, како изгледаше твојот живот пред дијагнозата? Колку беше физички активен? Колку имаше време за да се занимаваш со физичка култура? Пред да добијам дијагноза во 2012 година, јас активно се бавев со атлетика. Бев неколку пати државен шампион на Македонија на 1500 метри. Воено студирав и на факултетот за физичко образование, спорт и здравје. И тоаш беа зачетоците на Фитнес Челендж во 2011 година. Едноставно го живеев мојот животен сон, се до оној момент кога ја добив таа дијагноза. Како човек кој што толку многу физички е активен, претпоставам дека често се бил и подложен на лекарски прегледи, често се го проверувал сопственото здравје. Како ја доби дијагнозата? Имаше ли некакви симптоми? Јас како атлетичар бев должен 2 пати годишно да се проверувам на спортска медицина. Меѓутоа немав никакви симптоми, се до моментот додека не добив оток на вратот и направив нормално контролни прегледи после тоа, за да после 2 дена ми устанува дека имам карцином на лимфен систем. Какви беа реакциите? Како реагираше? Јас мора да кажам, целокупниот живот на некој начин ме подготвуваше за тој момент. Нормално не ми беше сеедно, но ми беше многу потешко да ги преживеам емоциите на моите најблиски, како тие го примија тоа. Како човек кој што е дисциплиниран, пошто се занимаваш со спорт, направи ли одма план како ќе се бориш со ова? Направи ли одма концепт како ќе тече сега борбата? Јас секогаш кажувам дека спортот ни гради многу цврст, многу јак карактер. Во поглед на самодобрба, дисциплина, волја, мотивација. Ми треба 4-5 дена да се средам сам себе и одма после тоа разговарав со мојот одговорен хематолог, професорот Александар Стојановиќ. Кажав, само го прашав што е следно, што треба да се прави. Ме подложи на оперативен зафат, започнав со хемотерапија, добив и специфичен режим на исхрана и воопшто немав проблем тоа да го практикувам и применувам, бидејќи и онака претходниот живот ми беше по некој дневен распоред.
сакам да кажам дека со спортска активност продолжив секојдневно. Дури имаше и денови кога примав хемотерапија и истите денови успевав да истрчам по 10 километри. Во ред е, да, треба да бидеш физички подготвен и треба да бидеш спремен, меѓутоа што е со онаа психичка подготовка, што е со емоциите? Емоциите, морам да ги кажам, сепак поголема борба со емоциите имав со мојата тогашна вереница, сега сопруга, како тоа го преживува со моите родители, со моите најблиски. Моите емоции беа многу поедноставни, бидејќи целокупниот живот ме тераше да си кажам сам на себе дека јас можам да продолжам понатаму. И само од спортски аспект требаше да го пренаменам на здравствен аспект. И тоа да продолжи во континуитет. Како се мотивираше? Ги слушав препораките на мојот доктор. Тој ми кажа ништо различно не е сега. Имаш сериозен, но решлив проблем, така ми кажа. Како што си живеел до сега, така ќе продолжиш да живееш и понатаму. Јас тоа го сватив во буквална смисла на зборот. Нормално само избегавав поголеми гужви. Си продолжив со тренинзи, нормално со намален интензитет, само за сопствено здравје. Така да моето секојдневие скоро и да не се промени. Лимфомите се вбројуваат во видовите на рак кои што најдобро реагираат на зрачење и хемотерапија. Но секој случај е индивидуален. Секогаш има исклучок од светската статистика, а во нејзе нема точни податоци за луѓе чии што спас освен терапиите е и мотивираноста. Ако погледнете наназад кон вашиот живот, колку пати вашите стравови ја предвиделе иднината или ја рефлектирале реалноста? Колку проблеми сте заборавиле бидејќи се појавил нов? Негативните мисли можат да станат порок, одразувајќи се лошо врз секојдневието, намалувајќи го квалитетот на живењето. Што значи да се размислува позитивно? И колку овие мисли водат кон поздраво живење? Разговаравме со мотивациониот говорник Наде Молеровиќ. Советување, тренер за живот, мотивационен тренер. Колку од советите за поддршка кои ги давате се базираат на вашите лични искуства или повеќе се работи за конкретни техники за развој? Значи, јас навистина се што зборувам, што работам со луѓе мотивационно, се е тоа комбинирано. Значи, меѓутоа највеќе и најчесто е од личното искуство, кое што јас нормално согласно мојата возраст, работата, контактите со луѓе сум ги имала и на таков начин мислам дека го споделувам моето знаење. Така, и како да не дозволиме тагата од минатото, стравовите од иднината да не влијаат на среќата и на спокојот во сегашноста? Па знаете што некои мудри луѓе порано рекле дека минатото е крадец на убавата иднина. Значи, се работи за личност како кои сме ние, кои се нашите вредности, кои се нашите ставови, кои се нашите погледи за животот, за околината, за самиот себе. Ако јас како личност сакам да си изградам убава иднина, тогаш ќе се фокусирам на иднината. Од минатото ќе ги земам само искуствата кои што ми предизвикувале добро расположение, ме правиле среќна, а сето она што било непријатно, сум морала да го доживеам, ми е, знаете како, нешто што јас не сакам да се набраќам затоа што ми побудува некакви непријатни емоции, негативни емоции, непријатни чувства и најчесто се што ми се случувало во минатото, кое што мене ми создавало тага, јас едноставно имам една своја практика да сето тоа го бришам од мојата меморија колку што можам, за да се фокусирам на најубавите моменти, на среќните моменти, на успешните моменти кои што мене ми создаваат тоа е веќе една техника која што создаваат кај нас во меморијата, во мислите, најте еден албум на фотографии од најубави моменти во животот и на еден таков начин, ако ние секојдневно тоа го практикуваме, можеме многу убаво веднаш да си го промениме начинот на размислување, да бидеме попозитивни и да веруваме во една добра иднина. Што значи да се биде позитивен? Дали тоа значи да се размислува само на убави работи, дали во услови на бура треба да се размислува исто така дека има излез од таа бура, да не бидеме скептични? Знаете како ние како суштество не сме совршени, ниту можеме да бидеме.
туку треба да се трудиме да направиме од нашиот живот она што е најдоброто, од се што ни се случувало да го извлечеме најдоброто. Техниката или моето лично искуство дека во секоја негативна ситуација, состојба, настан што мене лично ми се случувало, секогаш сум се прашувала зошто мене ова ми се случи. Се обидувам да го видам доброто во негативниот момент. Значи кога во секоја ситуација, во секоја активност, во секое дејствие што се прави, се прашувам што има добро и позитивно во сето ова. На таков начин, фокусирајќи се и поставувајќи го тоа прашање, а што е добро, а зошто овој проблем мене треба да ми донесе? Што е доброто во овој проблем што јас можам да го извлечам како позитивно искуство, за да нели сепак стекнам некакви нови перспективи, нови погледи на нештата. На таков начин се обидувам да си го фокусирам вниманието и да бидам апсолутно позитивна. Знаете, прво кога сте здрави, живи и кога се мислите вие околу вас како што треба, пријателите, луѓето со кои што се движите, тогаш мислам навистина е една најголема среќа и треба човек да биде навистина среќа заради. Да, лесно е да се биде позитивен услови на добро здравје, но што доколку здравјето е нарушено, што во таа ситуација треба да ни биде мотив. Истовремено нели многу е важна и среќата во услови на нарушено здравје. Таа сепак дава, не знам, дополнително здравје веројатно. Да. Знаете како фала Богу, ни животот досега сум имала добри моменти во смисол како велат, многу сум бескрено сум благодарна на оној наш створител што го велиме, дали енергија, универзум, Бог, кој да е, за здравето кое што јас досега го имам. Меѓутоа секако дека ме погодуваат неволите, страдањата на другите луѓе околу себе, особено кога имате на некои блиски луѓе. Да, тоа се случува, меѓутоа што е најважно во сето тоа е, например, родител кој што бил веќе нели во една завршна фаза од својот живот, потоа мојата пријателка кој што ја сакам како сестра, исто така имаше едно премрежје во нејзиниот живот. Вербата дека може и во ситуацијата не мора да се гледа дека секогаш тоа најцрниот момент во животот, туку дека тоа е само можеби еден сигнал на што да се обрне внимание дополнително за да се продолжи понатаму. Прифаќањето дека нешто се случило, кое што сигнализира дека може да се одрази негативно, дури не дај Боже нели и по исход кој што е негативен, може да ве прави цело време нели да се навраќате постојано што ако ова, што ако тоа. Поставувајќи си такви прашања кои што нормално секој си ги поставува, се нормални, меѓутоа тоа не го решава проблемот. Проблемот го решава прифаќањето на ситуацијата во која што сме и вербата дека мора да биде подобро доколку ние на нашиот ум, на нашите мисли му дадеме една таков импулс дека мора да биде добро и ние ќе се справуваме до последниот момент. Да, и секој веројатно треба да се познава добро себе си, да најде нешто што ќе го направи среќен, дали тоа спорт, прошетка, дружење со позитивни луѓе, веројатно и тоа има влијание. Како не? Знаете, ние како личности кога се раѓаме, не можеме до одреден период од нашето детство, нели не воспитуваат родители, училиштето, пријателите и така натаму, меѓутоа со текот на времето, веќе околу 20-тите, 30-тите години, би требало човек да почува да се прашува за себе, нели да размислува што е тоа што треба да го прави да биде добар човек, затоа што сметам дека навистина крајната цел на сите нас како човечки суштества токму е тоа. Не само да создаваме материјални добра, тоа е да, добро е, секој сака да има одлични услови за живот, нели да ужива во тие материјални добра, меѓутоа мислам дека нашата крајна цел на сите нас како луѓе, колку животи ние ќе успееме да допреме со нашето живење во позитивен контекст, кому ќе му бидеме рол модел, кому ќе му бидеме инспирација, чиј мотив ние ќе бидеме. И ако јас како личност прашувам себе си, јас сум се прашала можеби на своји 40 години. Така да затоа и ги охрабрувам како мотивацијски говорник уште од да речам младите моите ученици да размислуваат за себе, за својата сопствена визија, какви сакаат тие да бидат, што сакаат од животот. Знаете, тие клучни прашања и ако треба да се изградам како личност, значи треба да ги градам и своите карактерни особини. Она што рековте вие пред малку, да се познавам себе си. Што доколку ми се случи тоа и тоа, како ќе реагирам, затоа што сите ние го поставуваме тоа прашање, што доколку ми се случи тоа и тоа. Секој за себе знае што е најдобро. Да, и треба да си знае што е најдобро. Меѓутоа, доколку ние себе си се познаваме доволно добро, доколку го прифатиме минатото, не кукаме постојано по него,
нели, туку ги бараме моделите за што од утре да направам со себе, да видиме кои верувања што ги имаме вградени во умот, затоа што не ги вградиле родителите, малку пред тоа нели разговаравме, ни вградило општеството, училиштата, наставниците, и знаете, тие фактички наши верувања ни прават кочница. Како ние на кој начин може да си ги оствариме своите цели. Ако веруваме дека не сум доволно добар, во контекст на вашето прашање, ако мислам дека јас секогаш имам малер, кај мене секогаш јас се разболувам, јас секогаш никогаш нема да бидам најдобра што сакам, нема да успеам во ова поради мојата возраст, нема, ме разбирате, да. Се тоа уверувања и верувања кои што ние сме ги примиле. Ако ги прифатиме како здрави за готови дека тоа е така, тоа се веќе нашиот вратешки правила. Може би ако има такви убедувања ќе биде така. Сигурно дека ќе биде. И тоа ве држи во место. Знаете, Ивана, тоа ве држи да останете и да не се менувате. Сега, кога вие ќе почнете да се преиспитувате на верувањата, зашто ние во државата и воопшто во цивилизацијава човечка многу тешко прифаќаме некои промени? Затоа што сме врзани за нашите верувања, кои што ни се вградени како една вистина за која што ние не сме се прашале дали е вистина. Кога ќе се прашаме, дали е вистина дека јас со моите години не можам да пробам некоја нова работа. Знаете? Да. Кога ќе па да можам, значи ако си признам дека можам, тогаш јас ќе барам што е тоа што мене ќе ме прави среќна дополнително и да го најдам, да си ја поставам целта и да почнам да ги работам работите што ги сакам. Кој е вашиот впечаток? Дали луѓето со нарушено здравје најчесто криваат раце, се повлекуваат во себе или можеби напротив со полна пареа го живеат животот? Па знаете што тоа се хероите на нашиот во државата. Јас сум гледала на вистина преку вашата емисија исто така. Јас си симнувам што велат капат поклон до земја за оние кои што успеале да се изборат со тешките болести, кои што си верувале на себе си, знаеле, имале силна желба, волја што велиме ние. Знаете што волјата и вербата сите ние имаме, само треба да ја активираме. Значи во едно такво искушение животно, луѓето што успеале да ги надминат сите своји животни искушенија и нели се вратиле во нормален живот и успеале и постигнале многу, тие се хероите на нашата денешнина. Ние треба да учиме сите од нив како и на кој начин тие успеваат тоа да го направат и тие да бидат нашата дополнителна мотивација. Јас навистина се воодушевувам и сметам дека таквите приказни треба да заземат повеќе место во нашиот јавен простор. Ги споменавте оние прашања, зошто тоа на мене да ми се случи, дали некаде грешев, има некое верување дека на добрите луѓе им се случуваат лоши работи. Како да си одговориме на тие прашања? Значи, исто ова сега што вие го повторувате, Ивана, тоа се тешки уверувања, тешки верувања кои што не се вистините. Ама пораѓаат низ главата. Да. Секој тоа сека, зошто па баш мене, зошто па баш мене ми се случи. Знаете, некои работи, јас што викам, се е тоа во прифаќањето. Имате работи кои што ви треба време за да ги прифатите. Зборувам за не дај Боже кога луѓето ќе изгубат најблиски членови од своето семејство. Тоа е навистина една тешка борба која што на луѓето им треба многу време за да сето тоа го прифатат. Меѓутоа имате и луѓе кои што губејќи ги своите најблиски, ебе сега на пример случајот со Коби Брајант и со неговата ќерка. Јас следев на интернет како други мајки сакајќи да помогнат на сопругата на Коби Брајант да помогнат да ја надмине таа семена тага, значи се почеле да контактираат со неја исто мајки кои што ги загубиле своите чеда. И знаете кога таква една заедничка трагедија ќе ве сближи, тогаш малце на подруг начин ќе ги предпоставувам, може би не разбирате. Тоа што се случува, ми се случило мене, им се случува на многу други, па да си го најдем. Кога ќе се сподели болката, веројатно, да. И мислам дека споделувањето на болката, на тагата и на она што нас како човечки суштества не мачи е еден чек од решавање на проблемите. Да таа емоција во себе, дека треба да се зборува. Да се бара чарето, да се бара решението. Знаете, јас тоа викам, значи убаво е да зборува некој вака сега, меѓутоа оној кој што е паталец, него му требаат многу повеќе сила и верба кој што мора да се најде во себе си, да се праша дека не се случува само на него, него се случило на многу луѓе, нели, во светот. Што во тој момент, па имате на пример примери каде што мајката чисто дете се самоуби, ако се сеќавате во Србија од мобинг, ние зборувавме пред малку дека можеби нешто ќе правиме и за насилство. Знаете, дете кое што е вршено мобинг во училиште, каде што тоа веќе не можел да го издржи тој притисок, постигнува по сопствениот живот и мајката сега, знаете, тагува, тагува го дека тагува цел живот. Меѓутоа во даден момент се вика, да, што можам сега
јас да направам за другите деца? Јас го изгубив моето дете, меѓутоа што можам јас да направам и другите деца да не посегнат по ова? И знаете, веќе тоа е улогата што јас можам да направам во општество да помогнам на другите. А како да си помогнам на себе? Да си помогнеме на себе ако прво се признаеме себе си. Прво се прашаме кој сум јас. Чекај, што сакам јас со себе? Зошто јас на оваа планета Земја сум дошол? Дали само треба да ги обавувам секојдневните оние човечки екзистенцијални потреби, да се прехранам, додам на работа, да се вратам од дома и знаете едно секојдневно. Ако некој е задоволен од секојдневието, ние вака велиме каков ти е денот, таков ти е животот. Првото прашање, чекај да каков ми е на мене денот. Ако ми е денот исполнет со многобројни различни активности, каде што дополнително, освен што сум јас фокус, знаете, јас се фокусирам и прашам што можам да направам за другите. Затоа што ние сите како човечки суштества највеќе размислуваме за себе си. Вика 90% од мислите што ние во текот на денот ги имаме, размислуваме само за себе. А што би било човештво ако ние почнеме да размислуваме што е и со оној другиот до мене? Ако луѓето размислувале што се оние другите околу мене, можеби денеска немаше да ни се случи ни ова што ни се случува нели со коронавирусот, затоа што знаете, ние мора да имаме една високо развиена свест дека тука сме си еден на друг да си помагаме со сопствените искуства, да си ги признаеме грешките што сите ги имаме, да не се плашиме од нив, ти е нормално и да грешиш и да паѓаш и да стануваш, да не криеме во себе, да не се трудиме да бидеме некој што не сме, туку да бидеме тоа што сме, а тоа значи нашите мисли, нашите емоции, нашите зборови да бидат во една хармонија со која што ние всушност така израчиме, затоа израчиме со таква енергија, затоа што сме тоа што сме, не глумиме дека е некој друг. И ако човек почува да се занимава со себе си, има да се ги открие неоткриените потенцијали кои што во секој од нас спијат. Нема години кога да се почне, може секогаш да се почне. Луѓето виде на 70 години почнуваат да вежбаат спорт да прават. Значи ако само си го поставите прашањето да се откриете себе си, прво во што сте добри, во што сте најдобри и дали треба да бидете најдобри, затоа што денеска во оваа технологија, Ивана, нас ни е знаењето на тацна дадено. Ние го имаме интернет, ако порано ви требале време да идете да купувате книги, кои што некој не можел секој да ги купи, знаењето било во книгите. Сега се уште го има во книги, меѓутоа на интернет имате се. Прашањето е кои прашања на интернет ќе му ги поставите за да си помогнете прво себе си и потоа да бидете корисни за оние другите. Да бидете позитивни не значи да ги игнорирате проблемите и да ги потиснувате чувствата. Позитивните луѓе не се во заблуда. Да бидете позитивни значи да барате решение и одговори наместо проблеми, да имате желба за промени. Да одберете да верувате во позитивното и да знаете дека вие сте единствените кои можат да ја променат вашата состојба на умот, а тоа е центарот од кој зрачи се и допира се околу вас. Даневски сега се чувствува сосема поинаку од оној другиот Даневски во 2012 година. И не само здравствено. Спортот и физичката активност секогаш биле негова дефиниција. Денес, во неј се влегува и 2,5 годишниот Мартин и сопругата Андријана. Тие се неговиот мотив да не се врти наназад. Се сеќаваш ли на денот кога доби прв пат чисти наоди, кога свати дека си ја добил битката, односно си ја добил војната? Да, се сеќавам, тоа беше во Турција. И јас сменив 6 различни циклуси на хемотерапија, радиотерапија исто премив и правив трансплантација на матични клетки. Имав 8 контролни тестирања. Првите 7 беа се уште позитивни на наодите и тие беа моите најголеми удари во процесот на лекување. Се лекував 18 месеци, за на крај 8-то тестирање да биде негативно. Јас бев со семејството во Турција, би рекол еден од најсреќните моменти во животот, меѓутоа и тоа сакам да го заборавам и да остане позади мене. Во тие моменти се договорили нешто сам со себе, што ќе биде важно од тој ден, зашто ќе се нервираш, зашто нема да се нервираш, кому ќе посветуваш внимание, кому нема? Исто препорака на мојот доктор беше и ја слушам ден денес. Ние сме воспитани малку во подруг менталитет и малку е чудно да го разбереме тоа на прво. Вика, ти мораш прво да бидеш среќен сам за себе
а потоа вика да бидеш среќен за семејството, бидејќи ако не си среќен самиот, само ќе штетиш на својата околина. Тоа го решив прво. Второ, продолжив со онаа идеја Сашо Дагински да остави некаков трак во спортот во Македонија. Почекав уште една година да помине од последното тестирање и на 9 март 2016 го отворив овој клуб за да позитивно влијаам на здравјето на останатите. И она моје искуство спортско, интелектуално и здравствено да го потребам на други луѓе. Ќе се вратиме само уште малку на дијагнозата, како човек што толку многу води сметка за физичкото здравје. Како се носеше со физичките промени кои што ги носеше дијагнозата, со паѓањето на коса, со физичката изнемоштеност после хемотерапиите? Па се носев доста добро, скоро и да немав јас никакви промени. Косата не ми падна сама, тој чекор го направив јас сам. Нормално е мускули да атрофираат, сите органски капацитети да работат со намален капацитет. Меѓутоа, не ме кочија во ништо што сакав секојдневно да правам. Немав никаков проблем во исполнување на секојдневните мои желби и обврски. Магдалена денес има 10 години. На само 2 години ова биле нејзините бројки. 16 циклуси хемотерапија, една операција на мозок од 15 часа и 4 помали операции на мозок. Денес 8 години подоцна, нејзините бројки се: еден златен медал за брзо одење на Олимписките детски спортски игри за деца победници на малигните болести во Москва и една награда гордост на Хрватска во незината матична земја. Конечниот збир на сите овие бројки е мотивот, желбата да се живее, да се создава фуснота во историјата врзана за твоето име. Истата желба ја има и Даневски. Затоа не губи време. Во матичниот клуб Fitness Challenge не признава изговори за повеќе од 50 тркачи кои што ги подготвува да бидат маратонци. На војната академија не прифаќа неоправдани отсуства, а за фудбалските судии, тренинзите за кондиција завршуваат на негов знак. Очигледно е дека Fit Challenge е една од работите со кои што сакаш преку твојата приказна да ги мотивираш луѓето да бидат физички поактивни. Што се правите овде? Овде основата е функционален тренинг. Имаме земено елементи од повеќе стилови на вежбање, кросфит, пилатес, аеробик, класичен фитнес. Како да го подобриме начинот на живот, секојдневниот живот на луѓето со вежбање овде од 60 минути, да ги направиме луѓето пофункционални. Тоа е нашата идеја. Генерално до сега во нашето 4-годишно постоење луѓето се задоволни, успеваме да внесеме повеќе животна енергија посебно во нивните во работните обврски. Меѓутоа акцент најмногу имам ставено на маратонците и нивната подготовка. Во овој момент сум кондиционен тренер на околу 30 полмаратонци, маратонци и тројца триатлонци. Така да водиме секојдневен детална анализа за секој тренинг, за секое влијание на здравјето. Избираме само еден период од годината кога ќе се надпреваруваме во топ форма, а другиот период тренираме со основна цел да бидеме здрави и да уживаме во тоа што го правиме. Колку денес после сите овие премрежи, после сите овие борби, Сашо Даневски е поинаков човек? Па можам да кажам дека сум комплетно друг човек. Мислам дека нема да биде себично да кажам многу повеќе се грижам за себе. Пред се за моето семејство, а многу помалку за потребите на околината. Многу сум повнимателен во изборот на храна. Гледам да имам некој секојдневен ритам на живот со исти термини на јадење, на спиење, на одмарање. Сакам да кажам, свесно се чувам самиот себе. Можеш ли да ми кажеш некакви бројки? Колку маратони имаш истрчано? Колку полумаратони имаш истрчано? Колку маратонци имаш подготвено за Скопскиот маратон? Вака, јас бев атлетичар на средни патеки. За нашата национална репрезентација имам преку 40 настапи
до сега. Меѓутоа се тоа заврши до 2012 година. Од 2012 па наваму работам само како тренер и рекреативно се надпреварувам на полумаратони. Полумаратони имам настапено на преку 15, мислам јас. Го имам трчано само Охридски маратон 2 пати, 2006 и 2010 година. 2006 бев и најдобро класиран македонец на тој маратон, завршив во генерален пласман како четврт. До сега сум подготвувал преку 50 маратонци. Во 2019 година за прв пат Скопски маратон ме ангажира како кондиционен тренер за штафетниот маратон. Сега имам информации дека сакаат и ова година повторно да ме ангажира, што ми представува голема чест, за да можам се она досега наученото да го применам на луѓе кои сакаат да се подготват во 2-3 месеци за учество на Скопски маратон. Сашо, како човек кој што е активно вклучен во образовниот процес, ги учиме ли денешниве генерации колку е важна физичката култура? Јас искрено мислам дека треба многу повеќе да се инвестира, посебно во теоретската основа на студентите кои студираат на соодветниот факултет и во учениците, бидејќи се она што ќе го научат таму, треба да бидат способни самите да го практикуваат секојдневно, да го заштитат своето здравје, а не да му наштетат, или па доколку се студенти од факултетот, како тоа да го применат на други луѓе. Многу често јас кажувам дека родителите се најголемите виновници за физичката неактивност, бидејќи денес е многу полесно на дете да му се даде таблет или телефон, а да не се анимира надвор во природа. Многу ни е поедноставно на нас, родителите. Државата може до бескрај да гради спортски сали, фудбалски терени, ракометни игралишта, да гради базени. Меѓутоа, како да ги мотивираме тинејџерите да излезат од кафулиња, од кафичи и да влезат во спортска сала? Па тоа мислам јас дека е прашање на општа култура, а потоа и на спортска култура. Системот мислам дека треба да го промениме од корен, уште од градинка па нагоре. Секогаш кажувам јас, и еден човек може да направи поголеми промени. Секогаш сум коментирал, јас со мои колеги од факултетот и сме дебатирале дека може и наша одговорноста за неактивноста на многу генерации, бидејќи еден професор во просек предава на 40 генерации. И има влијание на тие 40 генерации да влијае позитивно и да им објасни дека физичката активност е многу важна за нивниот живот, или може да не се замара со нив и буквално да ги уништи, а со тоа да ги уништи нивните семејства и потомци и така натаму во поглед на спортска култура. Јас бев сведок во две прилики на две мои патувања, бев во градови каде што преку 90% од населението активно се бавеше со спорт. Едниот град беше во Шведска, другиот во Америка. Меѓутоа, системот е така воспоставен уште од најмали нозе, луѓето да се воспитуваат дека физичката активност е неопходна за здрав живот. А каде сме ние помеѓу Шведска и Америка? Имаш ли некакви сознања? Научни сознања немам, меѓутоа од она искуство јас што го имам, мислам дека доста лошо котираме во тој сегмент. Сашо, за крај, која е твојата порака до сите оние кои што во моментот трчаат еден маратон кој што се нарекува животна борба, односно борба со било каква дијагноза или болест, па и за оние кои што се спремаат еве во 2 месеци да истрчат полумаратон на Скопски маратон? Јас само ќе пренесам она што ми е кажано и што успешно го применив на мене. Животот не завршува, животот продолжува комплетно да биде ист како пред дијагнозата, така и после дијагнозата. Нема откажување, треба да се посветиме дефинитивно многу повеќе време на самите себе, бидејќи со самата промена на стилот на живење можеме многу позитивно да влијаеме на сопственото здравје и живот. Додека за маратонците кои сакаат да трчаат маратони со кратки подготовки, сакам да им порачам дека маратон се подготвува минимум 1 година, да го сакаат да останат здрави после самата трка. Тоа не е едноставна работа. Кај нас во Македонија, за жал, трчањето се продаде многу лесно и не е сериозно сватено, а си бара
многу поголеми поварувања од човечките капацитети за да може успешно да се реализира. Трчањето на вакви животни битки е многу слично со трчањето маратони. Важна е подготвеноста, важна е опремата, важна е издржливоста, важен е личниот тренер и резултатите. Но на крајот од се, најважни се оние кои што ве чекаат на целта. По сите хемотерапии, позитивни наоди, емотивни порази и физички падови, пораката на Сашо Даневски е една. Оваа промена не прашува дали можеш. Со нејзе само мораш. Мораш да собереш сила и наведнеш глава, но само за низок старт. Да трчаш со цел свој капацитет и до целта да стигнеш со високо крената тупаница за уште една добиена битка. Ако на почетокот рече дека е никој ништо, на крајот е некој за оние кои што ги мотивира и се за оние кои што го сакаат. Вода која доаѓа од 400 метри длабочина. Недопрена, чиста, природно газирана вода. Од срцето на Пелистер. Вода од која единствено е одземен природниот јаглероден диоксид. Негазирана вода безпрекорно заштитена од азотната обвивка. Звук кој значи прв контакт со надворешниот свет и околината. Оној добро познат звук. Звукот на Пелистерка.